Štип, градот под Исарот. Во срцето на Источна Македонија, распосла на двете страни на реката Брегалница, се наоѓа градот Štип, град со богата културно-историска традиција. Денес, видливите остатоци од античкиот и средновековниот град представуваат нем сведок за долгата, богата и бурна историја на градот Štип, кој низ вековите се развивал, обстојувал, бил разурнуван и повторно никнувал на истото место. Štип бил значаен административен, економски, војно-политички и духовен центар во источниот дел на Македонија, место во кое се испреплетувале различни култури, религии и народи. Štип е седиште на првата епископија во Брегалничкиот регион, град со најголем број сакрални објекти по градот Охрид, меѓу кои се вбројуваат и едни од најстарите и најубавите православни храмови во Македонија. Во Štип е отворена и првата учителска школа во Македонија, а во него действувале и најзначајните фигури во македонската педагошка и образовна мисла, кои оставиле траен печат во откривањето, развивањето и афирмацијата на нашиот јазичен, културен и национален идентитет. Во овој град ја започнале својата работа главните апостоли на македонското револуционерно движење, кои кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век ги поставија темелите на македонската револуционерна организација и македонската национална преродба, а голем број истакнати личности од Štип и Štипско земаа активно учество во создавањето на современата македонска држава. Големиот светител Свети Никола е заштитник и патрон на градот. Покрај чествувањето на празникот Свети Никола, Štип секоја година е домаќин на различни културни збиднувања и манифестации, приспособени на разни вкусови и потреби на младите луѓе во овој студентски град, со богат и динамичен живот кој пулсира со младешки дух, енергија и ентузијазам. Поволната географска положба на Štип и Štипскиот регион во текот на сите изминати предисториски и историски периоди перманентно играла значајна улога во целокупниот историски живот и развој на градот. Од геоморфолошки аспект, територијата што ја зафаќа Štип не представува единствена целина, бидејќи опфаќа делови од планината Плачковица на исток, Криволакавичката котлина на југоисток, Овчеполе на запад и реката Брегалница на север. Културната историја на градот Štип, благодарение на геоморфологијата на теренот, поволните климатски и географски услови, патните сообраќајници кои минувале и минуваат низ Štип, придонеле неговиот развој да започне од најдлабоката предисторија, односно од доцниот палеолит и во континуитет низ вековите да трае се до денес. Во регионот на Štип, поточно во средниот тек на реката Брегалница, од палеолитот, односно старото камено време, откриени се само две камени орудија, пронајдени на левиот брег на Злетовска река, во близина на селото Лепопелци, неверојатно од палеолитска станица. Иако станува збор само за две камени орудија, кои се потврдени со аналогии од Република Бугарија, сепак тие се доволни за да ја дополнат сликата за појавата на човекот во овој регион во периодот на палеолитот. Периодот во кој човекот го направил најголемиот чекор во својата еволуција е наречен неолит или младо камено време. Во овој период човекот ловец и собирач го напуштил номадењето и започнал да подига постојани населби за живење и да одгледува животни растенија. Регионот на Štип во периодот на неолитот бил густо населен. Најзначајни неолитски населби во овој регион се Вршник, село Таринци и Грнчарица, село Крупиште. Неолитските населби биле подигани на рамни тераси, на благи падини или на периферии на котлините, но секогаш покрај потоци, извори или реки. Куќите биле надземни, четвртасти, правоаголни или во форма на правилен трапезоид, со исклучок на оние од Грнчарица, кои имале форма на неправилен трапезоид. Ова населба е откриена во 2007 година и истражувањето е започнато истата година во месец ноември и декември и е продолжено во 2008 година. Откриен е простор од околу 600 метри квадратни. При истражувањето се откриени 3 или 4 објекти, односно живеалиште куќи. Овие
куќи, неолитски, имаат форма на неправилен трапезоид. Начинот на градењето е сосема ист и сличен како претходните, со таа разлика што во централниот дел се наоѓа еден столбец кој ја носи целата кровна конструкција. Помеѓу главните столбови, постојат помали столбци кои биле испреплетени со плет. И после плетот бил премачкуван со лепиш. Карактеристично од оваа населба е покрај движниот археолошки материјал кој што е откриен и истиот сега експониран во постојната поставка во Завод и музеј Штип, тоа е печката за керамика и секако мораме да го спомнеме и откриениот скелет кој што е пронеден во самата населба. Направени се неколку анализи од покојникот, при кои добиените резултати укажуваат дека населбата екзистира во средниот неолит. Секако дека тоа е проблем, бидејќи самиот материјал, пред се каменото орудие, не дава индиции дека припаѓа на средниот неолит. Се надевам дека по доснежните истражувања, нови локалитет, ќе допринесат за да се потврди точната хронолошка рамка на екзистенција на ова неолитска населба, која засега единствено само таа не влегува во Анзабегово Вршничката културна група. Архитектурата на неолитската населба Вршник се разликува во однос на архитектурата на Грнчарица. Куќите на локалитетот Вршник биле градени во форма на правилен трапезоид, правоаголник и квадрат. При процесот на градење, прво се поставувале вертикални греди во претходни скопани јами, а помеѓу нив потоа биле додавани и помали греди, исто така вертикално поставени. Внатрешните столбови ја носеле внатрешната покривна конструкција. Истражувањето на оваа населба е вршено во 70-те години од страна на Миодраг Гарашанин. Откриени се неколку стамбени објекти, меѓутоа значајно за оваа населба е тоа што по неа во прво време и врз основа на стратиграфијата која што е направена на самата населба, констатирана е нова културна група, односно формирана нова културна група позната како Вршник. Со подоснежните истражувања кои што се направени на археолошкиот локалитет Барутница, ке селото Анзабегово, културната група од Вршник го сменува името и го добива името Анзабегово Вршничка културна група. Неолитскиот човек земјата ја обработувал со орудија од дрво и камен. Камените орудија, секири, мотики и длета, биле правени во разни големини и форми. За жнеење бил употребуван срп, изработен од мали кремени ножиња, всадени во рок или лачно повиено дрво. Откриените јагленосани зрнести остатоци од Вршник сведочат за тоа дека на овој локалитет се одгледувале повеќе сорти житарици. Житото се мелело на рачни примитивни мелници или јавани од камен, а храната се чувала во големи керамички садови, изработени од непечена глина. Откриени се и голем број животински коски, што зборува за тоа дека населението се занимавало со сточарство и лов. Населението од Грнчарица и Вршник, освен со лов, земјоделие и сточарство, се занимавало и со грнчарство. Меѓу сите оние предмети кои ги наоѓаме ние во куќите и околу куќите, можеби најбројни се садовите кои представуваат неолитската грнчарија. Станува збор за разни видови на садови кои се користат за повеќе намени. Најбројни се оние кои се користат за амбалажирање, односно за чување на намирници, потоа оние кои се користат за готвење на храната или за нејзино транспортирање. И на крајот, можеби како најрепрезентативна група на садови се садовите со фина фактура, садовите кои се прочистени во својата технологија и кои всушност имаат обележја кои што ретко се забележуваат во другите форми на садови. Станува збор за така наречената фина керамика, која најчесто е декорирана со сликање. Сликањето се изведува преку целосно боење на садот со црвена боја, а потоа со разни орнаменти се поставуваат одредени видови на идеи кои сметаме дека се некогаш поврзани со акватички процеси, некогаш некои сметаат со флорални процеси, меѓутоа во секој случај имаат за цел да го прикажат она што луѓето во неолитот сметаат дека е клучно или суштинско за нив, а тоа се водата и вегетацијата како основен извор на животот во тоа време. Во споменатите населби се откриени и предмети кои се користеле при култни и религиозни магиски обреди.
статуетки и жртвеници изработени од глина. Жителите на неолитските населби, мртвите ги погребувале во самите населби, непосредно до куќите, со желба умрениот и понатаму да биде во кругот на семејството. Ова го потврдува и откриениот скелет во населбата Грнчарица, стар околу 8000 години. Од енеолитот или бакарното доба, на територијата на општина Штип е регистриран археолошкиот локалитет Богослов камен, село Горни Балван. Нова наоѓалиште. Извршени се сондажни археолошки истражувања во 2007 и 2008 година и во рамките на тие истражувања откриена една куќа, и тоа не целосно, со начинот на градење кој се битно разликува и од претходните периоди, меѓутоа и од периодот после овој период. Куќата била градена со темелна основа и уште при подигањето на темелната основа биле поставувани столбци или главните носачи кои што треба да носат конструкцијата на целиот објект, а измеѓу, откога ќе го завршиле тој чин на градење, тогаш започнувале со преплетот кој се правил меѓу столбците. На овој локалитет е пронајден еден ѕид кој се смета дека има одбрамбена функција. Тој е направен од камен, значи станува збор за сувот ЗИД, кој имал функција да го штити населението во селото од надворешни фактори. Може да станува збор за животни, може би станува збор за други популации кои сакале да го нападнат селото, меѓутоа е нова одлика во македонската археологија и одлика која треба да се истакне, бидејќи претходно, барем во времето на неолитот, не ни се познати таков вид на градби, особено градби кои се изработени од сувот ЗИД, иако познати се разни видови на ровови кои се прават околу населбите и кои имаат секако меѓу другото и заштитна функција. Со последните археолошки истражувања пак на секторот Стара Кланица на археолошкиот локалитет Исар, Штип, се откриени неколку фрагменти од керамички садови кои припаѓаат на енеолитскиот период. На овој локалитет не се откриени траги од архитектура. Таа неверојатно била уништена со подоцнежните упади од културните хоризонти на класичниот, римскиот и средновековниот период. Населбите во енеолитот веќе не биле подигани на рамни места, туку на високи доминантни позиции. На територијата на Штип не се откриени остатоци од бронзеното и железното време, но во неговата блиска околина регистрирани се локалитети кои припаѓаат на овие периоди. Еден од нив е археолошкиот локалитет Почколо, село Стар Караорман. Населбата припаѓа на раното бронзено време. На локалитетот е откриена куќа полуземјанка со куќниот инвентар, керамички садови и камени мелници, а особено интересен наод е печката за приготвување на храна, која заедно со останатите наоди е експонирана во постојаната археолошка поставка на Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј Штип. Од периодот на железното време на територијата на Штип се откриени неколку некрополи. Баби Штип, Орлови Чуки, Балабаница, Горно поле, село Стар Караорман и Криви дол, село Радање, кои влегуваат во хронолошката рамка од 10 до 6 век пред нашата ера. Засега, од овој период, единствена откриена е населбата на локалитетот Градиште Киево, село Горни Балван. Во некрополите се пронајдени голем број керамички садови и оружје, а особено карактеристични за овој период се и пајонските бронзи или пајонскиот култен накит. Накитот од железното време е поделен во 4 групи. Накит за глава и врат, игли, обетки и гердани. Накит за гради, лачни и наочарести фибули. Накит за раце, белегзии. Култен накит, приврзоци или висулци. Особено интересен дел од железното време е всушност самиот живот во рамките на селбите. Една таква населба која треба да се истакне во овој случај е населбата Градиште Киево кај Горни Балван. Населба која дава податоци за тоа како се одвивал животот во Штипскиот регион во периодот на железното време и населба која може да се истакне по својата специфичност затоа што во неа се откриени одредени архитектонски елементи кои можеби не воведуваат во светот на железнодобните луѓе. Станува збор за архитектура која можеби не се
разликува премногу од останатите периоди, сепак треба да се има предвид дека од неолитот до железното време луѓето живеле во слични климатски, географски, економски услови и од тие причини затоа и не се менувала многу архитектурата. И затоа не треба да ни изненади зашто во локалитетот Градиште Киево всушност имаме повторно архитектура која е мощно слична на онаа од претходните периоди, значи станува повторно збор за архитектура која е изградена од основа од дрвени колци, меѓу кои се преплетени разни гранки, налепени со мокра погуста или поретка глина, која после сушењето создава еден вид на цврсти ѕидови кои можат да траат и по неколку десетици години. Во таа смисла треба да се истакне дека оваа градба, тоест ова живеалиште, за разлика од други кои се пронајдени, е поделена во неколку простории, бидејќи во рамки на самото живеалиште се откриени ѕидови, односно мали преградни, така наречени плочи, кои всушност овозможувале да се раздели улогата на живеалиштето. Некои сметаа дека станува збор за можеби дел од куќата која има економска улога и дел од куќата која можеби се користи за секојдневни активности, можеби за спиење, за престојување, за разговарање и за други видови на живот. Грнчарството било силно развиено во периодот на железното време, зашто сведочат голем број керамички садови со разновидни форми, откриени на некрополите. Сликата за керамичката продукција во овој период секако ја надополнува и керамиката откриена во железнодопската населба. Овде, покрај онаа за секојдневна употреба, е откриена и керамика збогатена со исклучително богата декорација, изведена со втиснување на мотиви, употреба на радло и пластични додатоци. Едно од главните обележја на градот Штип е средновековната тврдина Исар, која никнала врз урнатините на античкиот град Астибо. Тврдината е лоцирана на едно доминантно возвишение помеѓу реките Брегалница од север и запад и Отиња од југ, во централното градско јадро, со правец на протегање север-југ. Најстарите траги за животот на градот Штип ги среќаваме на две локации. Едната локација тоа е старата кланица кај средновековната црква Свети Власие, и тоа од енелитскиот период. Од овој период има откриено неколку парчиња на фрагментирана керамика, која за жал овој културен хоризонт со подоснежните упади на класичниот период и на средновековната црква заедно со некрополата били уништени. Втората локација како за најстар исто така, кој потекнува од постарите периоди, тоа е некрополата Марков камен, која е лоцирана кај црквата Свети Тројца или позната уште како Чепрегановата црква, а локалитетот се нарекува Марков камен по легендата дека крале Марко, кога се налутил на својата сестра, тој го фрлил каменот толку далеку, но за среќа не е погодил. Местото каде што паднал каменот е познато кај Штипјани како Марков камен. Најстарите остатоци за постоење на утврдување на Исарот припаѓаат на античкиот Астибо, а се откриени во темелите на ѕидното платно, прилепено до источната фасада на кула 2. Начинот на градење и материјалот се сосема различни во однос на ѕидовите. Во источното подножје на Исарот, при изградбата на 3 индивидуални стамбени објекти на улица Бел Камен, е откриен ѕид во иста линија на 3 различни локации. Покрај камените блокови, во неколку индивидуални стамбени објекти се откриени и мермерна пластика, значи делови парче од глава, кој денеска се наоѓа во заводот и музеј Штип, потоа уво вграден исто така во ѕид во една куќа. Меѓутоа секако дека најмногу информации ни дава скулптуралната мермерна декоративна пластика која што е откриена по улицата од кај школото Гоце Делчев до населбата Стар Конак. Во прилог на овие тврдења за убицирањето на античкиот град Астибо секако влегува и аквадуктот кој со 3 стопи ја премостувал реката Отиња и водата од Сујтлакот била носена по природен пат до населбата Астибо. Под зградата Кубус за трговскиот центар во Штип е откриена рударска галерија, со што се потврдува фактот дека Астибо бил силен економски центар. Од рудникот бил експлоатирани бакар, злато и сребро.
При археолошките истражувања се откриени околу 50 метри рударска галерија со вертикални отвори за вентилација. Рударската галерија неверојатно продолжувала кон старата зграда на детската градинка, но поради големата количина на одрон во галеријата и заради безбедност на стручната екипа, понатамошните истражувања се прекинати. Како потврда за урбаниот живот во градот, секако се и остатоци од некрополата на античкиот град Астибо. Исто така, како и градот Астибо, така и некрополата се откриени случајно, повторно при изградба на индивидуални современи стамбени објекти од другата страна на населбата Стар Конак. Таму се најдени неколку гробови, конструкциите на овие гробови заедно со артефактите кои се најдени во самите погребувања се анализирани и тие го потврдуваат постоењето на градот од 1 до 3 век во новата ера. Во втората половина на 3 век, варварските племиња, а пред се готите во 268 и 269 година, од север продреле во периферните делови на Римското царство, пустошејќи ги притоа населбите и градовите. Во овој период настрадал и градот Астибо. Но континуитетот на животот на овој простор сепак не бил прекинат. Населбата екзистирала и во доцно античкиот период, неверојатно под името Стипеон. Дека животот продолжува и во доцно античкиот период, сега за сега немаме откриени споменици, недвижни споменици, меѓутоа сепак има откриени 2 колони кои се наоѓаат во дворот на црквата Свети Архангел Михаил и во истата црква, во фасадата исто така има откриено споли. Меѓутоа споли има кои што се од доцно античкиот период и во црквата Свети Спас во Ново село. Крајот на 6 век со аварословенските напади знаеме дека сите градови и населби биле уништени на територијата на Република Македонија, меѓутоа и пошироко и на скоро и на цел Балкан. По уривањето на Астибо во 4 век, во негова близина на местото на воен римски логор, започнал да се развива еден нов силен економски, воен и црковен центар, градот Баргала, во кој била сместена и првата епископија во долината на реката Брегалница. Градот Баргала е лоциран на 13 километри североисточно од Штип, во подножјето на планината Плачковица, на левиот брег на Козјачка река. Во рамките на одбрамбените ѕидови, градот зафаќал површина од околу 5 хектари. Од надворешната страна на североисточниот одбрамбен ѕид, на простор од околу 10 хектари, се наоѓал субурбиумот, односно населбата која се развивала надвор од градските ѕидини. Главната комуникација помеѓу субурбиумот и градот била североисточната порта, која подоцна во втората половина на 6 век, поради зачестените аварословенски напади, била затворена. Порта Принципалис е главната порта во градот Баргала и засега е единствена од ваков тип на порта која е откриена во Република Македонија. Разликата е во тоа што кај оваа порта постојат 2 пропугнакулума, едниот надворешен пропугнакулум кој што стои моментално пред него и другиот е внатрешен пропугнакулум кој што се наоѓа помеѓу ѕидовите на двете кули. Ваков тип на порти е правен поради зголемувањето на одбраната на градот Баргала. Значи, покрај ров фоса, кој што доаѓа во првата линија одбрамбена, втората одбрамбена линија во овој случај на портата е токму надворешниот пропугнакулум, кој има влез во форма на екседра и доколку биде пробиена портата кој што сме сега, непријателот кога ќе влезе во внатрешниот простор помеѓу портата Принципалис и помеѓу портата во форма на екседра, тогаш многу полесно бил на мета на војската од градот Баргала. Североисточно од портата се наоѓал епископиумот, поставен на доминантна позиција. Од монументалниот влез на епископиумот директно се влегувало во коридорот кој на исток водел до плоштадот пред епископската базилика, а на запад до улицата Вија Интервалум, која водела до големата и малата бања и до епископската резиденција.
Во епископиумот се наоѓале епископската базилика, крстилницата, епископската резиденција, малата и големата бања и цистерната. Во втората половина на 6 век, дел од стамбениот објект на епископската резиденција, пред се во североисточното крило, било претворено во економија. Во овој дел се наоѓала винаријата, составена од 3 простории. Може би едно и од поважните економии кои што биле во овој дел на епископиумот, тоа е винарската визба, која воедно е засега единствена откриена винарска визба со сите нејзини елементи и простории на територијата на Република Македонија. Во едниот дел од винарската визба има просторија каде се прифаќало грозјето. Од истата просторија грозјето се истуре преку отвори во 2 ѕидани преси, од каде грозјето истекува во 2 камени сада, од кој едниот камен сад го имаме проверено и прорачунато дека собира некаде околу 90 литра течност. Од кога ќе се сталожи виното, од камените садови, тоа било вадено и носено во специјални керамички садови, амфори, и биле поставувани веднаш до просторијата каде била винарската преса. Во долниот кат на кулата број 7, која се наоѓала веднаш до винаријата, била сместена работилницата за стакло. Во северозападното стамбено крило на епископската резиденција, една просторија била претворена во хореум, односно просторија за чување храна. Надвор од градските ѕидини покрај населбата е откриена и базиликата Екстрамурос. Овој сакрален објект неверојатно имал функција на гробљанска базилика. Во 2008 и 2009 година е откриена и градската ранохристијанска базилика, сместена во централниот дел на градот Баргала, со што уште еднаш се потврди дека на овој простор била првата епископија во Брегалничкиот басен. Првата базилика која што ја има откриено Блага Алексова, тоа е епископската базилика. Подосна има откриено базиликата Екстрамурос, која се наоѓа надвор од градските бедеми, и третата базилика која што е откриена во централниот дел на градот, или така наречена градска ранохристијанска базилика, е откриена со последните археолошки истражувања, односно во 2010 година. Епископската базилика е трокорабна со екзонартекс, нартекс, внатре има централниот брод или наосот и 2 странични брода. До северниот зид на базиликата е сместен баптистериумот, односно крстилницата. Исто и кај него можеме да приметиме 2 градежни фази, и тоа дека во првата фаза крстилницата, односно пистината каде било вршено покрстувањето, е со кружна форма. Во средината на 6 век, со зголемувањето на бројот на верниците, со прифаќањето на христијанството, целата базилика била во источниот дел проширена. Со тој начин биле создадени и услови да се направи нова писцина која е со крстовидна форма. Надвор од градските бедеми е базиликата Екстрамурос, која најчесто таа базилика има гробленска функција за околу неа, значи се вршиле погребувањата, меѓутоа во овој случај мислам дека базиликата не е само да има функција за гробленска базилика, туку дека таа служела за населението кој што се наоѓа во субурбиумот, бидејќи бројот на тоа население е многу поголем него на населението кое што живеело внатре во градските бедеми. Дека се работи за епископија, тоа што академик Блага Алексова веќе го има потврдено, ја потврди и откривањето на новата градска ранохристијанска базилика, која е откриена во рамките на централниот дел на градот. Истата базилика, таа воедно е сместена покрај самата улица Вија Принципалис, која ги поврзува двете краишта на градот. Базиликата е трокоробна и е само со нартек, за разлика од епископската базилика и од базиликата Екстрамурос, која е со екзонартекс.
Баргала со радијално поставените мали утврдувања и кули, кои се наоѓале на 2 до 3 километри од градот, со трите одбрамбени линии, ров или фоса, протеихизма и фортификација, се вбројува во доцно античките градови со развиен одбрамбен систем. И покрај силно развиениот систем на одбрана, кон крајот на првата деценија на 7 век, градот бил покорен и целосно уништен од страна на аварословените. Кон крајот на 5 век, словенските племиња започнале да го пробиваат подунавскиот лимес на Византиското царство. Продирањата на словените и аварите продолжили во текот на 6 век и веќе кон крајот на истиот, тие стигнале до најужните предели на континентална Грција, при тоа настрадале голем број од градовите и населбите на ова подрачје. Во првата половина на 7 век, словените конечно го населиле Балканот. Од просторот на Штип и неговата непосредна околина биле идентификувани неколку наоѓалишта. Имено во населбата, така наречена Казанџиско мало, при изградбата на еден индивидуален стамбен објект била откриена една урна, односно керамички погребен сад, кој што бил рачно изработен и кој што содржал спалени човечки остатоци. Во овој контекст најверојатно и датацијата на оваа урна во периодот на раниот среден век со оглед дека ритуалот на погребување со кремација кај словените е присутен само во периодот на раното средновековие, со оглед дека по прифаќањето на христијанството главниот ритуал на погребување кај словените е погребувањето со инхумација, односно скелетното погребување. Од непосредната околина на Штип во овој контекст е еден наод од локалитетот Крушка Варница кај селото Стар Караорман се работи за едно грне кое што било идентификувано како словенско, а истовремено од овој период е и средновековната, рано средновековната некропола кај црквата Свети Ѓорги, кај археолошкиот локалитет Баргала. Средновековната населба, која подоцна прераснала во организирано средновековно утврдување и го добила името Штип, никнала врз остатоците на античкиот град Астибо и врз урнатините на доцно античката византиска населба Стипеон. Од 976 до 1014 година, Штип бил во составот на првата македонска словенска држава, Самоиловата држава. Тврдината, од која нема сочувани остатоци, неверојатно била освоена во почетокот на 11 век. Од 1014 година па се до проширувањето на српската феудална држава по династијата на Немања на југ кон Македонија, Штип подолго време останал под српска власт. Исто така во овој период на неколку пати била менувана власта во овој регион. Во периодот од 1282 година до 1321 година, односно во времето на владењето на Милутин, градот е повторно во рамките на српската држава или под српската доминација и во овој период практично тој представува гранична линија помеѓу српската средновековна држава и византиската држава. Од 1321 до 1331 година, во времето на Стефан Дечански, градот повторно е во рамките на српската држава со оглед дека претходел еден краток период кога градот е во рамките на византиската држава. Во овој период со градот управува протосевастот Хрелја, кој што бил наследен од деспотот Јован Оливер, тоа е периодот на владењето на цар Душан. Од 1335 година со градот, односно со источниот дел на Македонија, управуваат браќата Константин и Драгаш Дејанови. Утврдувањето на средновековната тврдина Штип го затворил просторот на највисокиот утврден акрополен дел Фрурион и на дворешниот град Подградие, Амборија. Просторот во рамките на целото утврдување зафаќал површина од околу 17.000 метри квадратни,
а само утврдениот акрополен простор имал површина од околу 1700 метри квадратни. Главниот влез во тврдината Исар се наоѓал во незиното источно подножие, на локација која доста непристапна во однос на северната страна на утврдувањето. Главниот влез во тврдината не може да се види од далеку, бидејќи представува скриен бочен влез кој што е карактеристичен за средновековните тврдини. Влезот во највисокиот дел на Исарот или Акрополот бил заштитен од главната кула Донжон, која воедно и символ на градот Штип, сочувана во висина од 13 метри, и од така наречената Северна кула, лоцирана спротивно од Донжонот, сочувана во долните партии, каде при истражувањето е откриена голема количина просо. Откриени се вкупно 7 кули, од кои 5 на локацијата Акропол, а додека 2 во подградието кој што го брани одбранбениот зид, кои биле во функција на одбранбениот зид на подградието. Разликата е евидентна дека Акрополниот дел бил подобро организиран за одбрана отколку подградието, од каде можеме да видиме дека и од бројката на кулите, меѓутоа и од ширината на одбранбените зидови. Најмногу податоци и траги од материјалната култура на градот Штип и неговата околина датираат од 14 век. Во овој период во Штип биле особено развиени градежната и уметничката дејност, при што биле изградени вкупно 12 цркви. Со ова Штип прераснал во град со најголем број на сакрални објекти по градот Охрид. Штип бил не само економски, воен и политички, туку и духовен центар во источниот дел на Македонија. Голем број од црквите изградени во овој период останале сочувани до денес. Пред 1332 година, на падините на Исарот, под зидовите на тврдината, поточно лево од патот кој водел од подградието кон главниот влез на тврдината, со средства на протосевастот Хрелја била изградена манастирската црква посветена на Свети Архангел Михаел, како еден од главните заштитници на градот. Оваа црква е релативно голема крстобразна градба и што се однесува до фреско живописувањето во црквата, до скоро време немаше размислување дека истата била и живописана. При реконструкцијата на иконостасот, тогаш беа откриени неколку мали фрагменти од живопис, меѓутоа сепак доволни, за да дадат информација дека црквата била живописана. Оваа црква уште ја спомнува и патописецот Евлија Челебија 1661 година, кога довеѓа во Штип како црква која била претворена во џамија и дека била изградена во стар стил. Црквата Свети Никола е еден од најрепрезентативните сакрални објекти во Штип. Денешната монументална базиликална црква е подигната на црква од стари темели, која била изградена 1341 година, уште позната како Сифиевата црква. Црквата била метох на Лесновскиот манастир. 1381 година Константин Дејановик црквата ја приклучува кон Хиландер. Оваа црква обстојува се 1863 година. Црквата била градена од сите христијани и мажи и жени, меѓутоа во градењето не учествувале само христијани, туку учествувало и друго население кое што не било со христијанска вероисповед. Така, минувајќи еден бек покрај црквата и гледајќи како оваа црква грижливите мајстори ја градат и целото население кое што било приклучено кон градењето на оваа црква, тој дарувал во тоа време 10 лири. Исто така постои една легенда дека кога османлиите започнале со изградбата на новиот конак и основното училиште Ван Чопраке, тогаш камењата кои што ги носеле од разонатите објекти од стар конак преку дење, тие ги носеле до новиот конак, а ноќе снодливите христијани од стариот конак и од металното училиште ги пренесувале во црквата Свети Никола.
Црквата била изградена 1867 година, а како главен мајстор, кој се споменува во оваа црква, бил мајсторот Ѓорги Ѓонгар. Црквата се одликува со грандиозен иконостас, кој што содржи бројни вредни икони. Во 1990 година, во рамките на црквата, е отворена галерија на икони, изработени од познати зографи во периодот од 17 до 19 век. Малата еднокорабна црква посветена на Свети Јован Крстител била изградена пред 1350 година, високо на карпите на јужната страна на Исарот. Ова црква е градена во 1350 година за време на владењето на деспот Јован Оливер, а ја градел неговиот вазал Иванко Пробиштипковиќ со негови сопствени средства. Од малиот дел зачувани фрагменти можеме да видиме дека фреско-живописот бил изработен од непознат мајстор, но со прекрасна уметничка форма и стил, токму како што доликува на византиската уметност. Црквата посветена на Свето Вознесение, Свети Спас, ја изградил војводата Димитрije во 1369 година, врз една зарамнета карпа на брегот на реката Отиња. Свети Спас е еднокорабна црква со полукружен свод и интересно обликувани фасади, од кои посебно внимание заслужува онаа северната, свртена кон реката Отиња, поточно кон патот што го поврзува Штип со Новосело. Расчленувањето на северната фасада се состои од 3 длабоки ниши, меѓу кои во средината се наоѓа бифорен прозорец со камен столб место мено и капител над столбот. Низ овој прозорец продира светлината однадвор, осветлувајќи ја внатрешноста на црквата, која била во целост живописана. Како резултат на конзерваторските работи, во 1971 година бил откриен еден значаен дел од стариот живопис, изработен во 1369 година, за кој претходно поради неможноста да се види од саѓот, се сметало дека е наполно уништен и на негово место насликан е живопис од подоцнежниот период, 1601 година. Во 1601 година, за време на епископствувањето на епископот Рувим и свештеникот Дојко, некој дарител по име Павле Мутавџија со своји средства одново донира да се направи нов фрескоживопис на веќе оштетениот од 14 век. Тој фрескоживопис го слика познатиот зограф Јован, кој се истакнува од неговото време со своите особени уметнички квалитети. Интересно уште пак да кажеме за ова црква е и фреската насликана на сводот на црквата, на која е представена Света Тројца во лик на Исус Христос со 3 лика. Црквата Свети Архангел Главатов е лоцирана во центарот на градот Штип, во малото Стар Конак, во дворот на денешното средно музичко училиште. Црквата била изградена околу 1378 година, а од страна на браќата Дамјановиќи била приложена на светогорскиот манастир Свети Пантелеймон. Црквата посветена на Свети Власие, епископот Севастиски, лоцирана на тврдината Исар, е целосно откриена во темелна основа за време на археолошките истражувања спроведени во текот на 2008 и 2009 година. Истражувачите долго време се обидувале да ја пронедат локацијата на оваа црква, која се споменува во старите извори и литературата. При убицирањето е искористена местоположбата на другите цркви, изградени на падините на Исарот. Имено, истражувачите забележале дека кај некои средновековни тврдини во Македонија, на 4 страни, што приближно се поклопуваат со 4 страни на светот, се изградени цркви посветени главно на светители заштитници. Доколку се повлечат замислени линии од црква до црква, речиси во сите случаи се формира еден замислен крст. Археолошките истражувања во 2008 и 2009 година на тврдината Исар уште еднаш ја потврдија оваа претпоставка со откривањето на црквата Свети Власие. Меѓу населението во Штип постои легенда дека на местото на денешната Хусамедин Пашина џамија се наоѓала црква посветена на Свети Илија. До денес не се откриени изворни податоци, ниту се вршени археолошки истражувања со цел да се потврди оваа легенда. Црквата Свети Илија најверојатно била изградена во периодот помеѓу 13 и 14 век,
Но по заземањето на овој регион од страна на османлиите, истата била урната, неверојатно заради незината местоположба со која доминирала над градот. Во историските извори се споменува црквата на поп Стериекоја, која била приложена на манастирот Хиландар од страна на Константин Дејановиќ во 1381 година. Се предпоставува дека на местото на џамијата Хусамедин Паша се наоѓала токму оваа црква, бидејќи досега не е познато друго култно место во градот Штип на кое би можело да се наоѓа оваа црква, а кое сигурно би било споменато во устните преданија кои населението од градот ги пренесувале од генерација на генерација. Во периодот од 2008 до 2010 година, на Исерот, на растојание од 30 до 50 метри јужно од главната кула Донжон, била откриена еднокорабна црква. Иако не постојат историски извори во кои се споменува оваа црква, таа неверојатно била изградена во текот на 14 век, со останатите 3 цркви на тврдината кои формираат крст. За време на археолошките истражувања во периодот од 2008 до 2010 година, околу црквата биле откриени голем број фрагменти од фрескоживопис, кои сведочат за тоа дека еднокорабната црква на Акрополот била целосно живописана. Црквата Успение на Света Богородица во Штипското Новосело, еден од најголемите сакрални објекти изградени во Источна Македонија, се наоѓа во непосредна близина на устието на реката Отиња во Брегалница. Денешната голема трикорабна базилика со пространи галерии на катот е изградена врз темелите на старата еднокорабна црква, која била посветена исто така на Успение на Света Богородица. Помеѓу многуте дела на Андреја Дамјанов се наоѓаме и во еден од најмаркантните градби на браќата Дамјанови, изградена во Штип, тоа е црквата Успение на Пресвета Богородица. Во тој период не само во Новосело, овој објект представува и најголема инвентивна дејност на Дамјанов во целиот источен дел на Република Македонија. Црквата Успение на Пресвета Богородица е градена од 1836 година до 1850 година, кога во 1850 година доаѓа патриархот Александриски Артемиј и ја осветува црквата. Во 1863 година во црквата Успение на Пресвета Богородица доаѓа академскиот сликар од Московската духовна академија за Станислав Достоевски, кој ги црта 85 икони на големиот иконостас. Во 1893 година до 1903 година во црквата фреско живописува и Димитар Андонов Папрадишки, кој ги работи фреските меѓу столбовите на црквата и иконите на царските двери. Резбата е исто така дело на браќата Дамјанови, кои ја изработуваат големиот иконостас, балдахинот во олтарот, царските двери и владичкиот престол. Градителите на црквата многу вешто вградиле 3 скривници, кои биле користени како тајни засолништа на револуционерите и нивните архиви. Скривницата во која се криел Гоце Делчев се наоѓа во непосредна близина на западниот влез на црквата, веднаш за дрвените клупи на кои седат верниците за време на литургиите и други црковни церемонии. Другите 2 скривници се наоѓаат на катот на црквата и во нив може да се влезе ако се подигнат дрвените капаци на подот, кои се речиси незабележливи меѓу подните штици. Револуционерите што се криеле во нив, преку 2 мали процепа можеле да ги видат приодите кон црквата и евентуалното доаѓање на османлиите. Покрај црквата Успение на Света Богородица во Штипско Новосело постои уште една, и тоа манастирска црква, посветена на покровот на Света Богородица, меѓу населението позната под името Бабите. На најдоминантниот рид во градот Штип се наоѓа еднокорабна црква која неверојатно била изградена пред доаѓањето на османлиите, односно на почетокот на 14 век. Црквата Свети Никола во село Крупиште е една од постарите и се уште активни средновековни цркви во регионот на Штип. Во оваа еднокорабна црква се сочувани 2 надписа. Црквата Свети Никола всушност е продолжение на црковниот живот во овој дел и изградена 1625 година во времето на епископот Макарije. 1627 година истата била живописана. Во крајот на 19 век или поточно 1818 година црквата била доградена, односно била доградена на запад припрата. Во неа може да се види фреско живописот на Исаија Дебрели, живописот на црквата,
во припратата е карактеристичен по современите костими. Во периодот од доаѓањето на османлиите, кон крајот на 14 век, па се до крајот на 18 век, градежната и сликарската дејност значително се намалиле, но Штип и понатаму останал значаен економски, војно-политички и духовен центар во источниот дел на Македонија.